уеак рецепт у време на пости. Денес правиме рибен бургер. Ја ќе користам околу 150 грама ослич, околу 200 грама лосос, ќе ги сецкам на коцкички и ги ставам у сецко. Идеме. И ќе ги зачинам со неколку инчуни. Инчунот тука го користам само како зачин. У ситуацијава ќе ставам 2. Рузмарин, значи ставам само како зачин. Многу малку. Маслинова. Сол. Бивер. Едно чешне лук. И тоа го сецкам ситно. Само перца од младо лукче. Околу 2 лажички соја сос. Една лажичка брашно. Пола лажичка црвен пипер. Затварам. Блендам. Сега што е главниот момент у оваа плескавица? Ти треба садче, треба шпатула, префрлам све у садот, треба добро да се измеша, за да се врзе смесата. Исто како мелено месо. Исто го третираат. Откако добро ќе измешате, оставаш на страна, стои, зимаш тавче, со мала димензија, пази, не можам да одберам од што имам тавчиња, човече. Средна димензија тавче, иде на рингла, добро го загреваш. Нешто много интересно, што е еден од подобрите постни рецепти. Ја го обожавам. Малку маслиново тавчето, зетинче малце, да не ви се лепи смесата по раце. Ја делите на 2, значи од оваа смеса ви искачаат 2 бургери. И оди тавче. Много добро мирисе и. Еден бургер готов. Го ставам на хартија да му упијам маста. Го правам вториот бургер. Иста поставка. Мачкате зетинче. Посен мајонез, по една лажица, руколче, плескавичето, доматче, оди озгора, малку бел бибер, кисели краставички, малце кетчапче, сол и затварам радња. Ајде, сега што се случува тука? Еме, колку ја можам да издржам да постам. Јас оваков бургер секој ден можам да си постам без проблем 365 дена. Овој бургер си го направите, ги соберете цела фамилија, им правиш вакви бургери, не знаат што се случило. Збунени цели, лапате, вкусно е, постите, врв. Ајде ведерче.